Добар ден, дневник на К3. Ако во стамбена зграда има повеќе од 20 сопственици на посебни делови и повеќе од 8 посебни делови, сопствениците на посебните делови може да определат со стамбената зграда да управува управител. Одлуката за определување на управител е донесена кога за неа гласале повеќе од половина од сопствениците на посебните делови. Кои се права и обврски ги има управителот, а кои станарите ги дознаваме од прилогот што следи. Секоја стамбена зграда мора да има изберен управител на стамбена зграда која работи согласно законот за домување и представува следење и спроведување на одлуки донесени на собирна сопственици, застапување во правниот промет и во постапки пред надлежни органи се со цел за функционирање, одржување и зачувување на заеднички делови на таа стамбена зграда. Според член 18 од Закон за домување, за да може една стамбена зграда да назначи управител, потребно е да има најмалку 8 посебни делови и најмалку 2 сопственика на тие посебни делови. Значи, откако ќе се склучи договор за управувачки услуги, ние работиме согласно Закон за домување. Според Закон за домување, секоја стамбена зграда треба да има две сметки. Едната сметка е сметка за тековно одржување, односно фонд за редовно одржување, а другата сметка е резервен фонд или така наречено инвестиционен фонд на стамбената зграда. Најчесто поставувани прашања во врска со управување на стамбени згради е дали сите станари треба да плаќаат. Со оглед на тоа да има станари кои се сопственици но живеат во странство, Александар вели дека согласно законот за домување, кога ќе се потпишат над 51% од станарите, имаат законска обврска сите станари, сопственици во таа стамбена зграда да плаќаат месечен надомест на фирмата управител, без разлика дали живеат или не живеат во таа стамбена зграда. При тоа постојат и голем број на предности на управување со стамбени згради, додава тој. Веќе имаме реализирано такви проекти. Значи, тука спаѓаат замена на сијалични места, поставуваме сензор плафонерки со LED сијалици, молирисување на заеднички делови, замена на врати, на прозорци, значи се што е потребно за нормално функционирање на една стамбена зграда. Пошто бидејќи имаме многу постари стамбени згради, што многу време ништо не е вложувано во нив, сега ние всушност ги заменуваме тие стари работи со нови. Секој станар склучува договор со фирмата управител на 2 години со автоматско продолжување. Станарите имаат можност, доколку се незадоволни од самото работење на избраната фирма управител, со подпис од над 51% од станарите, да може да го раскина договорот. Предност во однос на управување со стамбени згради е тоа што, пример, станарите имаат посебна сметка за резервен фонд. Тој резервен фонд служи, значи, за некои инвестиции во таа стамбена зграда, за разлика од претходно каде што имаме згради стари по 30-40 години кои се пред распаѓање и немаат никакви средства за реновирање. Со тоа што би било голем товар сега за станарите да дават по големи парични средства за да се реновира таа стамбена зграда. Зголемено е нивото на бучавата во речиси сите мерни места во Куманово. Покажуваат резултатите од мерењето на комуналната бучава што го изврши екипите на Центарот за јавно здравје. Зголемено е нивото на бучавата во речиси сите мерни места во Куманово, покажуваат резултатите од мерењето на комуналната бучава што ги изврши екипите на Центарот за јавно здравје, информираат надлежните. Тие на последната седница на Советот на општина Куманово информираа дека граничните вредности се зголемени од 5 до 10 децибели над утврденото гранично ниво. Според нив, највисоката вредност на бучавата измерена е на најголемите сообраќајници во централното градско подрачје во текот на дневниот период. За време на мерењето на комуналната бучава опфатени се различни периоди во текот на денот во 10 и 13 часот, со што се мери дневната бучава. Нивото на комуналната бучава се мери и во 19 часот и во 23 часот. Врз основа на овие мерења се добиваат податоци за целодневна комунална бучава, која покажува податоците дека е зголемена,
Што се однесува до здравствените ефекти кои ги предизвикува зголемената бучава, не може да се кажат конкретни податоци, бидејќи допрва ќе следува поопширно испитување на граѓаните преку анкетни прашалници. Преку нив ќе се анализира степенот на вознемиреност кај популацијата и нарушувањето на сонот. Тоа се двата индикатори според правилникот за штетни дејства на бучавата и дури тогаш може да се зборува колку од бучавата доаѓа во становите, што зависи од звучната изолација, од ориентираноста на станот кон крстосниците на дневната и спалната соба, каде што се поминува најголемо време од денот. Постојат и други фактори кои одредуваат колку бучавата влијае врз популацијата и субјективно чувство за бучавата и колку вознемирувачки делува кај граѓаните. Според надлежните пообемно истражување ќе се спроведе наскоро и во моментов пополнети се околу 100 анкетни прашалници. Мерењето на бучавата се спроведува 2 пати годишно на 10 локации во градот, со што се опфаќа комуналната бучава која се состои од сообраќајот, угостителски објекти и градежни активности. Локациите каде се мери бучавата одредени се во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. 31-годишен државјанин на Република Албанија синоќа е предаден на полицијата откако се обидел да го премине граничниот премин Табановце со фалсификувана патна исправа. Како што соопшти МВР, 31-годишниот СВ пристигнал на Табановце околу 20 часот и 45 минути со патничко возило Ford Galaxy со албански национални ознаки, но по извршена пасошка контрола констатирано е дека на 8-та и 10-та страна од патната исправа со употреба на механички и хемиски средства избришана е ознаката за забрана за влез во земјите од Европската унија. Во 21:30 часот лицето и патната исправа предадени се во полициската станица Куманово за понатамошна постапка. Кумановското здружение на пензионери ја организираше денешната манифестација Распејани пензионери, на која учествуваа 7 хорови од Македонија, Србија и Бугарија. Манифестацијата се одржува по повод 70 години пензионерско здружување. Вкупно 7 хорови од Македонија, Србија и Бугарија учествуваа на манифестацијата Распејани пензионери која се одржа во Куманово во организација на Кумановското здружение на пензионери. Иницијативата за организирање на ваков настан, посочија организаторите, произлегла од соработката на Кумановското со пензионерските здруженија од трите држави. Ова манифестација ја правиме да биде во чест на 70 години од пензионерско организирање, а нашата долгогодишна соработка е со сите овие пензионерски здруженија, меѓутоа ние честопати сме гостувале кај нив, а еве ово е поводот која оваа година ние сакаме да направиме, да бидеме домаќини, да бидеме организатори. Србислава Толич, пензиониран професор по музика и раководител на женската музичка група Невен од Лесковац, вели дека оваа посета е продолжеток на заедничката соработка со Кумановското здружение. Веќе 11 години работиме во ист состав. До сега реализиравме 156 настапи во Србија, Македонија, Бугарија, Унгарија, Грција и Романија. На манифестацијата присуствуваше и председателот на Сдруженијето на пензионери на Македонија Драги Аргировски, кој истакна дека домаќинот одлично ја организира манифестацијата која била предвидена со годишната програма на Сдруженијето. Мислам дека таа меѓународна средба заслужува уште поголемо внимание и ќе биде поддржана и од Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Според председателот на Кумановското здружение, оваа манифестација е доказ дека пензионерите од регионот се дружат и активно стареат. Ве поздравувам и ви посакувам да се чувствувате пријатно во нашата средина. Сите учесници на манифестацијата добија благодарници за нивното учество на првата меѓународна манифестација Распејани пензионери. Традиционално, планинарите и воопшто сите љубители на авантурите во природа од нашиот крај пошироко се соочија со еден од најголемите и највозбудливи предизвици. Во текот на вчерашниот ден беше реализирана меѓународната планинарска трансферзала 4M, насловена како по патот на една легенда од 11 век, која ги следи стапките на пустиножителите Свети Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Јован Рилски и Прохор Пчински.
Група ентузијасти по 16 пат се соочија со 50 километри пат од првата македонска брендирана планинарска патека. Станува збор за една од ретките и најатрактивните патеки во земјава и регионот, која е испешачија од Пробиштипскиот манастир Свети Гаврил Лесновски до Кривопаланичкиот манастир Свети Јоаким Осоговски низ убавите планински предели на Осоговието. Идејниот творац и практичен реализатор на оваа акција Стојанче Величковски од Крива Паланка на овој начин неуморно продолжува да ги афирмира исконските убавини и традицијата на нашиот крај, следејќи ги стапките на четворицата пустиножители Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Јован Рилски и Прохор Пчински. Меѓународната планинарска трансферзала 4М ја реализиравме безпрекорно со тоа што имавме можност годинава да промовираме уште еден учесник кој што го реализира своето лично достигнување со 10 учества на трансферзалата. Времето ни се погоди, беше прекрасно, така да тоа ни дозволи да имаме можност да си дозволиме повеќе уживања, освен тоа што како многу компактна екипа го постигнавме едно од најдобрите времења на трансферзалата. На сите учесници кои беа храбри и се одлучија на овој потек, организаторите им доделија благодарници за учество, а за прв пат беше доделено и признанието 10 пати 4М на 20 учесници кои 10 пати го изоделе патот на трансферзалата. Повеќе од 10 години редовно посетуваме, редовно пешачиме и така. Одново, значи, секогаш има нови луѓе, нови искуства, дружења, забава, пред поаѓање за време на движење, еве тука на самиот завршеток пак дружење, значи секогаш има нови луѓе, нови искуства. Тргнуваат на искри сонце, а пристигнуваат на квечерина во преубавиот амбиент на Кривопаланичкиот манастир. Иако беа видно физички уморнени, кажаа дека чувството и искуството од еден таков ден, кога човекот има можност да се надополни со природата, се неописливи со зборови. Во тек е конкурсот за седмата поред меѓународна обука за млади лидери, што под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ќе се одржи од 14 до 26 август во Охрид. Од кабинетот на председателот информираа дека програмата е наменета за млади луѓе со завршено високо образование кои имаат желба преку нивните лидерски вештини да придонесат за позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат. Како што се наведува во конкурсот, програмата на школата опфаќа предавања и практични вежби за лидерство со еминентни предавачи од земјава и странство, а наставата се одвива на македонски и на англиски јазик. На конкурсот, што е отворен до 17 јуни, може да учествуваат сите лица од Република Македонија и наши селеници што живеат во странство. Условите за конкурирање предвидуваат апликантите да имаат одлично познавање на англиски јазик, да имаат висок просек, еднаков или поголем од 8,5 на додипломските студии, а работното искуство ќе се смета за предност. Апликацијата што треба да се достави до кабинетот на председателот на Република Македонија треба да содржи биографија, кратко мотивацијско писмо, копија од уверение за положени испити, потврда за одлично познавање англиски јазик и 2 препораки. Школата за млади лидери за прв пат беше организирана кон крајот на август 2010 година во Охрид. Во изминативе 6 години на неа учествуваат околу 240 млади луѓе со различна академска и професионална определба. Учесниците на досегашните школи се организирани во Алумни асоциацијата ИСЛА, регистрирана како посебно здружение, каде што преку организација на семинари, панел дискусии, предавања и учества во младински настани продолжува развојот на знаењата и вештините на досегашните учесници на школата. Свето денеска го одбележува Меѓународниот ден за борба против злоупотребата на детскиот труд. Фокусот годинава е ставен на злоупотребата на децата во синџирите за набавка. Според Меѓународната организација на трудот, 168 милиони деца работат во сите сфери, од земјоделство до производство и градежништво. Како што соопшти првата детска амбасада во светот, меѓаше во Македонија над 18.500 деца
Не одат во школа, а повеќе од 2000 секојдневно се на улица, во нечовечки услови нивниот труд се злоупотребува. Овие деца се од различни националности и возрасти, но најбројни се ромите. Потенцијални жртви се деца од сиромашни семејства или од фамилии со низок социјален статус. Миѓаши бара задолжително и бесплатно предучилишно образование за децата, чиј труд е потенцијално во ризик од злоупотреба. Доколку се вклучат во образовниот процес и им се дадат социјални бенефиции, шансите се големи да се преместат од крстосниците во школските клупи. Образованието ги оспособува децата да стекнат знаење за нивните основни права и да го сватат својот потенцијал, наведува Миѓаши. Едно дете вклучено во раните години од предучилишно образование ке значи, укажува амбасадата, едно дете помалку на улица. Повеќето британци го поддржуваат останувањето на земјата во Европската Унија. На 1300 мигранти се спасени вчера во Сицилијанскиот проток, соопшти италијанската крајбрежна стража. Соединетите американски држави, Индија и Јапонија почнаа вчера големи воено-поморски вежби во западниот дел на Тихиот океан. Свето денеска. Повеќето британци го поддржуваат останувањето на земјата во Европската Унија, покажува истражувањето на јавното мислење објавено преку референдум по оваа прашање, кој треба да се одржи на 23 јуни. 44% од учесниците во анкетата на институтот Opinium, спроведена по нарачка на британскиот неделник Observer, се изјаснија за останување на земјата во Европската Унија, додека 42% се изјаснија за излегување од Унијата. 30% од анкетираните не одлучиле како ќе гласаат на референдумот. Над 1300 мигранти се спасени вчера во Сицилијанскиот проток, соопшти италијанската крајбрежна стража. Изминатите недели по затварањето на балканската маршрута преку Турција и Грција, Италија се претвори во главна влезна точка за мигрантите од Блискиот Исток, Азија и Африка, кои се обидуваат да стигнат преку Средоземното море во Европа. Вкупно 1348 лица биле спасени во 11 делени операции вчера со учество на италијанската крајбрежна стража, Европската воено-поморска мисија во Средоземното море, невладината организација МОС со седиште во Малта и приватен реморкер. Околу 48.000 мигранти пристигнале во Италија од почетокот на годината, според податоците на Меѓународната организација за миграција. САД, Индија и Јапонија почнаа вчера големи воено-поморски вежби во западниот дел на Тихиот океан, во близина на јапонскиот архипелаг, кон кој претензии има и Пекинг. Предводено е почетокот на активната фаза на маневрите да биде во вторник и да трае до петок. Вежбите Малабар се одржуваат секоја година со учество на САД и Индија. Јапонија учествува во маневрите првпат од 2007 година. Островите Сенкаку, како што се познати во Јапонија, се наоѓаат во источно Кинеското море, на околу 220 километри западно од Тајван. Кина исто така има претензии кон архипелагот, кој го нарекува Дијау. Членовите на кошаркарскиот клуб Михајловски по завршувањето на сезоната се наоѓаат на заслужен одмор. Тренерот на екипата Саша Дејановиќ рече дека паузата ќе трае до август, кога дефинитивно ќе се знае дали следната сезона ќе се надпреваруваат во новоформираната втора лига или поради финансиски причини ќе мора клубот да се откаже од учество. Минатогодишниот шампионат екипата на Михајловски со тешки маки ја заврши сезоната. Огромните финансиски проблеми не дозволија екипата да ги постигне очекуваните резултати. Тренерот Саша Дејановиќ вели, сега клубот се наоѓа на крстопат. Сениорската екипа на КК Михајловски моментално е на одмор. Исто и кошаркашката школа заврши за оваа сезона. Единствени активности има младинската екипа, која што ќе има овој период до крај на овој месец 2-3 пријателски надпревари и потоа во јули месец заминуваме на камп кошаркашки. Екипата на Михајловски како шанса за едукација на идните кошаркарски јасови од Куманово овозможува на сите заинтересирани учество на реномиран камп во Копаоник, Србија. Ние секоја година одиме на камп. Значи, ова година имавме неколку понуди од Македонија и од странство, претежно од Србија и од Бугарија. Така да ова година се одлучивме за
по нас најдобрата понуда, а тоа е Копоник. Зошто Копоник? Копоник се одлучивме за Копоник поради две работи. Прво, кампот таму, овој камп, екокамп Србија Копоник 2016, се одлучивме ради самите тренери кои ќе учествуваат во овој камп. Значи, од тренери до промотери. Значи, камп како камп, ниедно дете не може да научи кошарка во камп. На камп. Дали 10 дена, дали 15, дали месец дена. Меѓутоа, зошто треба сите да одат на камп? Претежно што ја сакаат кошарка. Значи, на самиот камп, преку тие пријателства, преку познанства, преку нови тренинзи со други тренери, со појаки тренери кај што можат да укажат на повеќе неправилности во работа. Во секој случај, играчите на Михайловски се во исчекување дали екипата ќе продолжи да работи или не. Состојбата е исклучително тешка, а со тоа и неизвестноста на оваа млада и талентирана генерација. Додека сите очи на љубителите на спортот се свртени кон Франција во екот на Еврошампионатот, бубамарата се тркала и на зелениот фудбалски требник во општина Крива Паланка. Екипата на Конопница сосема заслужено успеа да го одбрани насловот во меѓуопштинското фудбалско надпреварување. Со оглед на фактот дека наближува летото во спортските конкуренции, во земјава прогласени се најдобрите, а со наслов се закити и еден тим од Крива Паланка. Завесата на четвртото издание на меѓуопштинската фудбалска лига беше спуштена претходно, а уште пред крајот теоретски првото место веќе го обезбедија минатогодишните шампиони. И официјално тимот составен од локалните таленти од Конопница стигнаа до овој успех и ќе може да се пофали дека е првиот лауреат во ова амбициозно регионално надпреварување, кој успеал да го одбрани насловот и да врзе 2 шампионски славија во низа. Како минатата сезона, Конопница е шампион во општинската лига меѓу Крива Паланка, Ранковце и Кратово. Оваа сезона особено сум задоволен, бидејќи пак ја одбранивме титулата во општинската лига и да нагласам дека завршивме сезоната без пораз или без реми. Сите утакмици во есенскиот и во пролетниот дел ни беа победи. Еве и денеска, последната утакмица од пролетниот дел, ја завршивме со победа, со 3-1 меѓу Конопница и Руен. Статусот и реномето за кој се трудеше во претходните сезони, екипата на Конопница го заслужи и со убедливиот ефект оваа надпреварувачка кампања. Ова, впрочем, ќе им биде мотив за следните предизвици. Фудбалот ни представува задоволство, игравме, се дружевме, дадовме се од себе и ете резултатот на крај дојде. Моментално тука сме 12 од екипата, некои поради работни обврски не може да дојдат. Екипата се вика ФК Конопница, не се сите од Конопница, има и од градот Крива Паланка, едно дружење од целиот град во Крива Паланка. Во екипата сме околу 16-17 играчи. Најмладиот од 18 години и најстариот 25. Подолго време Крива Паланка е без едно обележие кое го карактеризира секое место без оглед на големината и бројот на жителите. Професионална фудбалска екипа во повисок квалитативен ранг. Сепак забележливи се и нови ведри ветрови во локалниот фудбал. Мислам дека општинската лига е многу битна, затоа што помладите генерации ќе гледаат од нас и тие ќе тренираат, од тие можеби и понатака ќе излезе и некој талент кој можеби ќе ја брани и боите на Македонија и некој клуб во боите на некој клуб во Европа. Сена се општиот впечаток по представата на нашите надежи е дека постои потенцијал за кривопаланечки фудбалски репрезент на домашната сцена, која ако ништо друго ќе ги пополнува викендите на своите сограѓани со квалитетни надпревари, нешто што е нормално секаде во светот. Машката одбојкарска репрезентација ја забележа втората победа во рамките на Европската лига, откако во драматичен надпревар ја совлада Данска со 3-2 во сетови.
Одбојкарите на Македонија успеа да освојат втор триумф во низа во рамки на првиот турнир од Европската лига. Откако ославе над Албанија со убедливи 3:0, избраниците на Жарко Ристовски го намачија противникот Данска за на крај да слават во супер драматична завршница со конешти 3:2. Во македонскиот состав најепикресни беа Ѓорѓиев и Љавтов со по 33 поени, додека во селекцијата на Данска единствен расположен играч беше Бонесен со вкупно 19 поени. Во вестите од меѓународниот спорт издвојуваме. На Европското првенство во фудбал во Франција на вчерашната програма победи остварија Швајцарија и Велс, додека Англија и Русија одиграа нерешено. Турскиот кошаркарски клуб Дарушафака во следната сезона ќе има еден од најголемите буџети, па поради тие причини планира да формира силна екипа. Играчот на Оклахома Кевин Дурент оваа лето ќе биде најбараниот кошаркар во НБА лигата. На Европското првенство во Франција во вчерашната програма беше мощно и интересно. Во првиот меч од планирната програма селекцијата на Швајцарија ја совода Албанија со 1:0, со што одлично го отвори првенството. Победата на швајцарците е заслужена, но албанците во финишот на мечот може да се играч помалку да дојдат до драгоцен бод. Вториот напредок помеѓу Словачка и Велс беше исто така мощно возбудлив. Селекцијата на Велс, предводена од Герет Бейл, славеше со 2:1 и најави дека на првенството ќе се обиде да отиде што подалеку. Велс поведе преку Бейл во 10-та минута и така заврши првото полувреме. Во продолжението на мечот Словачка заигра подобро и благодарејќи на тоа стигна до изравнувањето преку Дуда во 61-та минута. Сепак во финишот едно невнимание на одбраната на словаците моште умешно го искористи Робсон Кану и во 81-та минута го донесе на својата селекција победоносниот гол. Во последниот надпревар вчерашната програма се случи вистинска драма. Во него се сретнаа Русија и Англија, каде англичаните беа фаворити. Се одеше добро за составот на гордиот Албион. Тие успеа да поведат во 83-та минута преку Дајер и се очекуваше до крајот англичаните рутински да го приведат мечот. Меѓутоа во финишот русите постигна извореден гол преку Васили Березуцки, кој со глава постигна ефектен погодок во судиското продолжение, со што го постави конечниот резултат. Грчкиот кошаркашки клуб Олимпијакос би може да остане без својот најголем адут Василис Панулис, пишуваат медиумите во оваа земја. Тој има фантастична понуда од турскиот клуб Дарушафака, кој следната сезона ќе има огромен буџет од 30 милиони евра, а сака во своите редови да го има токму Спанулис. На кормилото на Дарушафака ќе биде Девид Блат, кој би го убедил Спанулис да дојде во неговиот нов тим. Спанулис има 33 години, но се уште игра на врвно ниво, а со своите одлични игри му донесе нова шампионска титула на Олимпијакос, победувајќи го во големото финале тимот на Панатанаикос. Иако пред известен период е виден со некогашниот соиграч Джеймс Харден, информациите велат дека Дюрент не размислува да се пресели во Хјустон, како пренесуваат американските медиуми. На реалната опција е Дюрент да потпише нов 2-годишен договор со Оклахома со опција на лето во 2017 година да стане слободен играч. Сепак постои можност тој да не потпише договор со Оклахома, бидејќи Голден Стейт и Сан Антонио се силно заинтересирани да го донесат во своите редови. Бројни екипи од НБА, меѓу кои и Хјустон, Рокетс ќе направат се да го убедат Дюрент, иако реално шансите им се мали. Исто така неодамно најдобриот играч на Бостон, Ајсеја Томас, изјави дека ќе се обиде да го убеди најдобриот играч на Оклахома да се пресели во неговата екипа. Какво ќе биде времето во североистокот да погледнеме од временската прогноза. За крај уште една вест од спортот.
Што туку заврши надпреварот помеѓу екипата на Турција и Хрватска со резултат 0:1. Тоа беше се што подготвивме за овој дневник. Останете со К3 и имајте пријатен ден.